На самиот почеток е периодот на цветење на дрвата, со што започнува и сезоната на алергии. Најчесто пациентите се алергични на поленот кој е застапен во воздухот овој период од годината. Како што посочуваат лекарите, најчесто пациентите кои се алергични на полен знаат за тоа и потребно е навремено да ја земаат својата терапија со цел да превенираат. Имаме пациенти кои што се преосетливи на полен, но има појава на алергиски реакции. Тие пациенти не се нови, туку тие веќе си знаат дека имаат проблеми од самиот полен. Првична симптоматологија што ќе се појави кај нив е течење на нос, на сува и надразнителна кашлица, кивање, печење и солзење на очите. Генерално таа е симптоматологијата и таа може лесно да се превенира доколку самите пациенти кои што си знаат дека се преосетливи на полен почнат да си ја земат антихистаминската терапија на редовно и дури новите препораки препорачуваат дека за да се успешно тие симптоми контролираат, потребно е да се таа терапија земе порано, уште пред да почне сезоната на цветење. Лекарите апелираат до пациентите кои се алергични на полен да не се движат на места каде има повеќе дрвја или цветови, како на пример на пешачката патека во Штип. Доколку мораат, во тој случај може да се заштитат со носење маска. Да избегнуваат места кои што се пренаселени со дрви и со цветови, како пример ево во Штип што вие патеката за пешачење покрај реката Брегалница, сега веќе таму има голема количина на дрви и на цвеќиња кои што еднос ќе почнат да цветаат и ќе се зголемува количината на полен, така да изложувањето на тие места ќе ги зголеми симптомите. Сега, доколку некои луѓе се морално мора да се изложени на тие места, дали им е таму работното место или која да е причината, може тоа да се превенира, освен со лекови, туку и со носење на заштитни маски. Алергиите не се преносливи. Тоа представува индивидуална здравствена состојба која не е заразна.